Подобрувањето на временските услови овозможи да продолжат градежните работи на неколку улици во Кочани, за што локалната самоуправа инвестира над 11 милиони денари. Со бехатон поплочени се дел од тротоарите на улиците Љупчо Сантов и Асном, а слични активности се изведуваат уште на 3 сообраќајници. На улицата Блаже Попарсов дополнително се довршува изградбата на подпорните ѕидови, при што за комплетната реализација на проектот вложени се 1 милион и 600 илјади денари, добиени од буџетот на Република Македонија. Исто така, подпорни ѕидови се градат и на улицата Ѓорги Пулевски, пошто ќе следува нејзино асфалтирање. Градежните активности на улицата Кресненско Востание опфаќаат систем за одводнување, дренажа, поставување решетки, шахти и рабници, како и асфалтирање на 1550 метри квадратни. Во меѓувреме, општина Кочани објави оглас за избор на фирма што ќе гради улицата Михајло Арсов на влезот во селото Прибачево во должина од околу 400 метри. За оваа улица планирано да се потрошат околу 2,5 милиони денари. Во тек е и огласот за доделување договор за јавна набавка за бетонирање на пристапни патеки, улици и тротоари. Со годишниот план за јавни набавки планирани се 5 милиони и 300 илјади денари, од кои дел како грант од Светска банка наменети за реконструкција на десниот коловоз од улицата Тодосија Паунов на потегот од автобуската станица до Агенцијата за вработување.